драмски театар преполн, мене прва таква голема, екстра голема главна улога и се гасеше светлото, имаше некои птици, као сега памтам, копилето од козле, од Тексас јакна, од Тексас фармерки, како што бевме облечени во 80-тите, очекува и... Има еден дом сред жолто лисје, кај тој во сите мисли, покрив тој е твој, и кошмар тој е мој, редок миг пред куќен праг, скрием поглед толку драг, копој и аплауз. Мене ми е многу мака што не се сними филм Чијаси. Првата сцена на Чијаси почнуваше дента кога умира Јосип Брз Тито. Објасни ми како еден мал театар, кој се распаѓаше уште во тоа време, како успеваше тоа да го направи. Ја и сега кога зборувам за драмски со една, што кажу Срби, сета ми е у грудима. Не ми е убаво тоа што му се случува на драмски сега. Не сум гледал представа во драмски повеќе од 15 години. Јас сум од оние што сака да му останат спомените убави. Јас сум од оние што кога ќе види болен човек кој би бил близок и го гледаш дека е на крајот на животниот пат, не сум среќен што сум. Избегнувам одење на гробиште. Премногу влијае на мене. Никола Груевски беше член на една аматерска дружина од Ѓорче Петров. И они беа ангажирани статисти во две представи, во Чијаси или во Греф или Шприцер, и од таму се едни легендарни снимки на Груевски која боксуваат со Јовица Михајловски. Дури Груевски во втората представа во Греф или Шприцер имаше и, што кажу Срби, био е статиста со задатком. Значи нема зборување, ама има малку повеќе од овие што само седат на таквото. Така, дури постоеше една инкриминирачка фотографија од сцената испраќаат во војска. По мое време во војска тој што го испраќа го качува на ушка и така го носеа до возот. И ме држи на ушка, јас сум разбушавел таквата. И сеќам кога стана премиер, дојде една промоција на моја книга и сеќам дека му реков: "Внимавај што правиш? Оти имаме една фотографија." Не, се смееше. Да, баш беше инкриминирачка за еден премиер да се исфрли тоа.